Здраво и дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за оксидацијска фосфорилација. Сега, главно принципот на кој работи, значи, нели како што го разгледавме на тие видеа, имаме внатрешна митохондријска мембрана и го имаме ова АТПаза, така аденозин трифосфатаза, која всушност е многу сложен протеин, нема да влегувам многу од неговата структура, бидејќи има алфа, бета, гама, епсилон субединици и така натаму. Значи може на интернет да се види, ајде усвари ќе ставам една слика колку да изгледа поубаво. Еве сега овдека ставив некои слики колку да видиме како изгледа, дека е изградено протеини кои се вметнати, тие се испреплетени помеѓу себе. На комплексни начини имаме F-тип, V-тип, имаме CF-тип, така натаму, ние не ги разгледуваме тие, значи на сега ни потребен F-типот на АТПаза. Гледате има алфа субединици, бета субединици, гама, епсилон, С, А и така натаму. Значи може да заклучиме дека е сложен протеин. Сега главното е тоа дека главата всушност е F1 субединица, ако ептен ја делиме на големи делчиња, додека ова што е импрегнирано внатре во внатрешната мембрана е F0 субединица. И ова е слично како таа што ја користевме кај фотосинтеза, само што таа беше CF, не беше F. Сега, како што зборев во минатите видеа, градиентот на протони што се направи во интермембранскиот простор, значи ово дека се зголеми концентрацијата на протони многу. Така. И сега има градиент така што они пробуваат да се вратат назад. И со тоа враќање назад, всушност АДП, грешка, преминува во АТП. Така со пирофосфатот кој се наоѓа во околината. Сега, како се одвива тој процес, нема да влегувам многу детали, зашто имам видео кај што направив за на АТПази или како и да лот систем, тама некаде кај фотосинтеза. И затоа само повеќе ќе разгледам билансот, кој ќе видиме колку се добива АТП при разложување на една молекула од глукоза. Сега, ова АТПаза исто така често некогаш се нарекува и комплекс 5, бидејќи нели како што ги разгледавме до сега во минатото видео имавме комплекс 7, комплекс 2, комплекс 3, комплекс 4 во синџирот на кој служи за транспорт на електрони и на крај всушност АТПазата некогаш се нарекува во некои книги комплекс 5. Сега, уште во минатото видео зборев за тоа колку дека НАДХ всушност испумпува 10 протони во интермембранскиот простор, додека FADH2 испумпува, пак е влежено со црвена, 6 протони. Сега и тие бројки не се скроз такви, значи не е секогаш 10, може да е 9, може да е 11, бидејќи има протекување во мембраната, значи таа не е сосема изолирана, значи спрема хемиосмотката теорија, може да има некакви си нерегуларности. Значи, овие се некои школски бројки, 10-6. Сега се гледа колку протони всушност се добиваат и да речеме дека се добиваат. Ќе разгледам само првиот пример, 10 протони и гледаме колку АТП се прави за тие 10 протони. И гледаме дека се прави сега за различни субстрати, некогаш се прави 1 АТП, некогаш се прави 2 АТП, некогаш се прави 3 АТП. Сега било многу чудно, не знаат зошто се прават различни количини на АТП за една молекула на НАДХ. Поентата е што баш поради тоа што спомна сега пред малце, не мора заклучиле дека не мора секогаш да има 10 протона, некогаш се 9 протона се испумпуваат. Така некогаш се испумпуваат 11 протона. Така што има некоја си разлика. Се зависи од кој субстрат доаѓа НАДХ и каква е околната средина во која се случува процесот. Така, бидејќи околу овие молекули нормално се наоѓаат и други во интермембранскиот простор и внатре во матриксот има многу други молекули, многу ензими, многу други протеини и од се тоа зависи колку всушност протони ќе се испумпаат. И затоа од една молекула на НАДХ всушност не добиваме како во некој учебник што може да пише за основно или за средно, дека се добиваат 3 молекули АТП. Не мора да значи. Значи може да заклучиме дека се добива и не цел број. Ама затоа викаме, ние ги заокружуваме на цели броеви, ако не мора така биде, дека се добива 1, 2 или 3 молекули на АТП. Исто важи за ФДХ, значи се добива или 1 или се добива 2 молекули на АТП. АТП. И сега ќе направиме еден биланс за една молекула на глукоза.
Сега, една молекула на глукоза при процесот на глуколиза, всушност добивавме нет 2 молекули АТП. Така добивавме нет 2 молекули АТП и добивавме 2 молекули НАДХ. Сега, тоа колку АТП всушност ќе ни даде понатаму? Од тоа колку АТП ќе добиеме? Значи 2 АТП добро ќе добиеме, тоа е 2 плюс сега НАДХ кој доаѓа од глуколиза, кој се наоѓа од цитоплазмата, всушност не се искористува целосно, поради тоа што се врзува со екстерните НАДХ дехидрогенази, нели кои ги спомнавме, кои ги има кај растенијата, каде што всушност не поминува целиот циклус, не се пумпаат доволно протони. Така што НАДХ кои доаѓаат од цитоплазмата, од глуколиза, даваат 2 АТП молекули, така што 2 по 2 4, односно 2 плюс 4, тоа е еднакво на 6 АТП молекули. Значи 2 од АТП и 4 од НАДХ, од 2 молекули на НАДХ, значи 2 по 2 4. И повторно, ако не сте го гледали таму видеото кај што ја објаснувам структурата на синџирот кој транспортира електрони, спомнав дека на внатрешна мембрана кај растенијата се наоѓаат НАД екстерни и интерни дехидрогенази кои што всушност го скокаат на некој си начин одредени комплекси, така што не се ослободуваат доволно АТП. Добро. И сега имаме 6. Во ТЦА идат влегуваат 2 пирувата, нели кои се добијат и кога се прави ацетилкоензим А, се ослободува НАДХ и понатаму целиот вртање на целиот циклус, да не го објаснувам, има цело видео, се добиваат всушност 2 молекули АТП. 2 молекули АТП се добиваат 4 молекули НАДХ и се добиваат 2 молекули бележно со зелено, 2 молекули FADH2. И ова се на се ќе ни даде колку АТП? Па 2 плюс, сега овде дека ќе рачунаме дека даваат 3, ова всушност треба да биде 8. 4 се добива од еден пируват, значи треба да биде ова осмица. Значи ќе рачунаме кога да даде 3, дека ова дава 2. Сега 2 плюс 8 по 3 24 плюс 2 по 2 тоа е 4 плюс 4 еднакво, тоа е 28, 28 плюс 2 тоа е 30. И сега вкупно ако вие ги собереме, всушност добиваме 36 молекули на АТП дека се добиваат од една молекула на глукоза. Сега кај животни е 38 поради тоа што овој НАДХ кај животни всушност дава повторно на водници дава 3 АТП. Така што ова нема да биде четврка овдека, него ќе биде 6 и ова всушност ќе биде осмица и ова ќе биде 38 тогаш. Но тоа кај животни. Сега ја како што реков, ние рачунаме дека овој дава 2 молекули АТП. Баш поради тие екстерни НАДХ дехидрогенази кои ги има само кај растенијата. И затоа кај растенијата добиваме 36 вкупно. Сега реално колку се добиваат? Реално кога ќе се измерат овие се добиваат всушност 32,6 АТП молекули. Значи не се добиваат 36, а камули 38. Значи во реални случаи кога стварно се мери колку се добива и се пази на колку што може да се пази, пресмета дека се добиваат 32. Значи не се добиваат 36. 36 е на некој начин максимално оптимално што би можело да се добие. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново, го научивте билансот и зошто е таков каков што е. Ако не, значи гледате видеото за глуколиза, за ТЦА и така. Исто така ве потсетам, гледате го видеото за АТПА, за лот системот кој е во видеото за фотосинтеза. И тоа беше се за видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.